Голем број на стопанственици се заинтересирани за купување парцели на огромната површина градежно неизградено земјиште во сопственост на Министерството за транспорт и врски, алоцирано околу обиколницата во општина Ѓорче Петров. Со цел што поголем развој на општината во делот на обиколницата, општина Ѓорче Петров доставила барање до Министерството за транспорт и врски за добивање дозвола за управување со градежното земјиште. Приливот на пари од продажбата на парцелите на заинтересираните инвеститори ќе бидат искористени за изградба на нова индустријска зона и развој на периферијата, истакна Саша Максимовски, советник за инфраструктура во општина Ѓорче Петров. На последната седница на Советот на општина Ѓорче Петров се донесе програма за управување со градежно неизградено земјиште. Значи, градоначалникот на општина Ѓорче Петров влезе во еден многу амбициозен проект, а тоа е следно да општината Ѓорче Петров земјиштето кое што го има како градежно неизградено земјиште го преземе од државата и да управува. Тоа значи дека до сега Министерството за транспорт и врски управуваше со градежното неизградено земјиште кое што е во сопственост на Република Македонија, меѓутоа со добивање на правото за управување со земјиштето, општина Ѓорче Петров ќе се стекне не само со право, туку и со финансиски средства кога се уплаќаат средствата за откуп на градежно неизградено земјиште. Тоа е еден ресурс финансиски кој што навистина општината во наредниот период е добро да го има и од тие причини советниците го изгласаа програмата. Она што е важно за нас дека голем број на стопанственици се заинтересирани за откупување на парцели. Значи, за индустријски објекти од категорија Г2, односно незагадувачки, значи индустрии, и навистина сме изненадени од големиот интерес од локалната економија. Како што информира Максимовски, општината во моментов работи на изработка на планско-урбанистичка документација, со која се очекува развојот на општината да се насочи кон периферијата, што пак би значило распределување на густата населеност во урбаниот дел на општина Ѓорче Петров и самиот град Скопје. Планираме развој на општината во делот на потегот према обиколницата, затоа што тоа земјиште кој што таму постои како ресурс не е потенцијал само за општина Ѓорче Петров, туку е потенцијал и за Скопски плански регион и за државата. Во моментот се прават одредени анализи од одредени министерства за да се лоцираат одредени инфраструктурни, меѓутоа и објекти од здравството и од социјалата. Се надеваме дека ќе успееме на некој начин да се докаже во тие кост-бенефит анализи и социјално-економски анализи дека оправданоста на таков тип на објекти околу обиколницата е навистина стратешка пределба и позиција. Тоа ќе допринесе Ѓорче Петров да добие еден сосем нов лик на потегот према обиколницата, затоа што тој предел, односно тоа земјиште кое што во моментот е навистина атрактивно, меѓутоа во минатиот период не е доволно искористено, така да и планско-урбанистичка документација која што се работи во овој период е во развивање на тој потек, што значи дека руралниот дел како потенцијал не само од аспект на рурален туризам и рурален развој, туку како еден урбан дел кој што понатаму ќе биде и проширување на опфатот на концентрацијата, односно деконцентрација на градот Скопје од централното градско подрачје кон развој во периферијата.